По завршувањето на судската ферија, сосема е известно дека ќе продолжи судската пракса за онлайн судење. Осомничените за сторени кривични дела се надеваат дека токму состојбата на пандемијата ќе им ги зголеми шансите да извлечат опаш. Во Штипскиот основен суд за обработка чекаат 80 поетни предмети. Штипското судство и пред заминување на летен одмор и ја обезбеди функционалноста во работата, особено при постапување по итни и неодложни предмети. Превенирањето на потенцијална и сериозна инфекција од COVID-19 во детали ќе се практикува и во Штипското судство. Оттаму велат дека ќе се почитуваат препораките на Комитетот за спречување на тортура, Советот на Европа како и Светската здравствена организација, кои впрочем се однесуваат на анулирање на употребата на мерката притвор, како и ублажување на казнената политика во поглед на затворските казни. Значи ли тоа дека осомничените за сторени кривични дела во иднина ќе можат да се надеваат на многу помали затворски казни или евентуална нивна замена со повисоки парични казни, засега е непознато. Оваа судска ковид пракса ќе потврди нов третман на злоторниците од страна на оние кои ќе им судат и пресудуваат. Граѓанските спорови во услова на пандемија немаат статус на итност, објаснуваат од Републичката судска администрација, и Штипскиот апелационен суд ќе постапува согласно с последната уредба на владата на Република Северна Македонија. Со истата се диригираат начинот за постапување на сите судови и јавни обвинителства и обезбедување на двонасочна онлайн комуникација, што подразбира двонасочна комуникација без физичко присуство на странките и јавноста. Пандемијата ги екипира и носителите на правото и правдата во Штип да вложат напор со цел брза имплементација на препораките за превенција на ширење на појавата во и меѓупритворската популација. И штипските судови во услови на пандемија ќе се раководат според Европската конвенција на човекови права, според која секој обвинет има право пред независен и непристрасен законски суд да има фер судење.